Овозможено од Универзитет Скопје. Поддржано од Newborn Clinic, Ананас МК, Земи пари, Mintins, Halkbanka. Само нека прозвучи нешто конкретно. Добре ми дојдовте. Ве поздравувам од Хотел Лимак. Вие гледате нешто конкретно. Денеска ќе ја отвориме темата. Дали жените се плашат од силни жени? Ако пред некое време ја утврдивме и ја разработивме темата дали мажите се плашат од силни жени, денеска ќе провериме како пак жените се однесуваат кон нив. Дали ги игнорираат, дали ги мразат или пак ги офираат. Статистиката вели дека доколку жената е прва во нешто, тогаш има многу поголеми шанси таа да биде и коментирана, но и негирана. Дали на жената со стафи е многу потешко да стигне до зацртаната цел? Или напротив, на жената со силен стафи е многу полесно да стигне до целта, но и да се задржи таму? Дали позади секоја јака жена стојат многу жени кои превртуваат со очи и се користољубиви? А на крајот ќе прашам и дали силната жена е инспирација или фрустрација? А одговорите ќе ги побарам од овие жени. Таа е прва жена градоначалник на Скопје. Дали тоа ја прави привилегирана или напротив и дава многу поголема обврска и должност? Правилно да го трасира патот за сите жени кои во иднина би посакале ваква функција. Дознаваме од Данела Арсовска. Како каратистка, по правило е силна жена со тешка рака. Таа 12 пати била првак на Македонија. Таа е првата македонка која како каратистка била на Олимпијада и прва и единствена со вакво име – Пулексенија Јовановска. Таа е прва која основа своја академија и приватно средно училиште за обука на фризери и козметичари. И после 30 години активно работи. А е прва во земјава која јавно кажа дека станала мајка со помош на донор. Ја поздравуваме мајката на Анна Портија Бјанка, Васка Леонтиќ. Таа е првата жена која докажа дека хармониката не е само машки инструмент и дека на хармоника може да се свири и класична музика. Таа е една од најпознатите наши пејачки на народна музика. Професорка по хармоника, сопруга на Наум Петрески, Зуица Лазова. Само нека прозвучи нешто конкретно. Добре ми дојдовте, силни жени. Добре најдовме. Како сте ми? Супер. Супер. Јако расположени да одговарате на прашањата? Многу убава тема. Добро. Ајде да проверам веднаш. Какви бевте во средно? Дали бевте од оние шемаџики, дали бевте од оние кои што беа бубалици? Ајде да почнам со Пулексенија. Каква сум била во средно? Да. Па, мислам дека тоа беше процес кога се градев и кога учев од жените. Добро, а беше бубалица или беше шемаџика? Па, бубалица. Бубалица, а? Добро. Една бубалица имам во студиово, добро. Васка? Ја бев авангардна. Авангардна, аха. Тоа што, значи, го правив сето тоа што другите не го правеа. Ме брка на класната наставнички, сакаше да ми избрка во Смолетка од час. Учев го во Кочурацин. Таму беа се на некој буџована, деца, каде што мора да има кецели, униформи, со бела крајничка. Ја ги носев за да бидам во центар на внимание, наопачки ги носев јакните, фустаните, тапирана бев Синди Лопер, да мислете у тоа време. В кој би рекол Васка? Е, тоа. И сакав да одвојувам и уште од тогаш го имаше онај порив во мене да се истакнам, да се дотерам, со алки со црева креирав, цртав. Едноставно, само наставничката Верче Поото и наставникот Благоја приметија дека имам некој талент во себе и они вели, одове девојче ќе биде нешто. Ниеден друг не ме прифати, бидејќи физика, математика мора да се учи, али јас од самиот почеток знаев, сакав да бидам во центар на внимание и да бидам приметена. Добро. Данела, бубалица или шемаџика?
Па не знам, бубалица не сум била сигурна, меѓутоа сум била млад човек кој што сакал да учи. Аха, добра дефиниција. Добра дефиниција. Добро. Така да тоа би било описот на кратко и бунтовник со причина секогаш. Аха, а во однос на облекувањето или не се издвојуваш? Во однос на се. Во однос на се издвојуваш. Добро. Зуица, шемаџика, таму во Штип или Шемаџика не, Не? Штипјанка во Белград. во Белград? Ау. Каде што морав да се изборам за своето место таму, да им кажам дека и јас вредам толку колку што вредат тие, така што можеби не бев бубалица, меѓутоа морав можеби 2 пати повеќе од нив да работам и да бидам добра во се и да им станам на крај председател на класот. Сериозно? Па господја председателке, значи јас да знам со кого си имам работа, господја председател, господја градоначелник, добро е да знам со кого си имам работа. Си бираш. Си бирам, знам Секогаш. како иде тоа. Добро. Да прашувам кога почнавте да се фарбате и да чупате веѓи? Чисто да прашувам, оти силна жена. Понекогаш и боли кога се чупа. Јас многу ретко се чупам. Ретко, а? Добро. Не ти треба. Немам многу што да чупам. Такви ми се вегите се, што да си кажам, така е. Ако да, така треба. А кога А почна со да се фарбаш? фарбање? Кога се фарбам кај Весна 501 и кога сватив дека сакам да ја пуштам конечно мојата боја на коса, таа ми рече сега ти е Зуице касно. Добро. Сега ти е доцна, вика, да ги пушташ, затоа што почнуваш со бели влакна и... Добро. Ама не памтам период. Добро, не си фарбана, нели? Или си? Сум. Добро, кога? Скоро. Скоро се фарбав. Скоро. Добро, од кога почна ти да се фарбаш? Па, мислам дека на мои... Од средата. 29 во вторник беше. Доста прецизно. Добро. Вторнички. За веѓите да прашувам. Вегите во четврток. Во четвртта. Ток. Во четврток. Добро. Данела, со фарбање и со чупање како стоиме? Па со фарбање во средно училиште некаде, ова другото не сум имала потребата. Не, добро, окей. Фарбање? Исто, во средно училиште, кога почнав прв пат да работам во фризерски салон, инаку претходно не. Природна коса, не сум се чупала, сум сакала да се шминкам, да правам фризури, меѓутоа никош не сум имала афинитети да се бојам. Тоа почнав кога прв пат бе повика да бидам модел за такмичење. И тоаш не да ме офарба, него ја изгоря и темето и кожата по 5 пати за да бидам бела, ја црна коса. Така да тоа ми беше првото фарбање, така да инаку после тоа веќе мораш почнуваш и веќе нема назад. Добро. Сега исто едно прашање важно, кое што е нели за девојчињата кога растат. Вие што сакавте да бидете кога ќе пораснете? Да бидете принцези или да бидете кралици? Ја ни едното, ни другото. Ти што сакаше да бидеш? Јас сакав да бидам многу позната, кој ќе поминам сите да паѓаат у транс. Браво. Тоа ми беше. Да, ми беше битно што. Меѓутоа, така имаше на времето, не знам дали се сеќавате, базар, све, ги купував, ги читав, ги гледав, Мике на Алмахан, све што постоеше од весници, не знаеше, не знам дали се сеќавате, имаше една трафика пред Пелистер. Тука беа 2-3 трафики и тука доваѓа сите странски списанија, Джоја, Бук, јас немаше што не, а мајка ми доваѓаше со стап да ме тепа, да ме кара, затоа што јас носев, мкнев и ден денеска дома ги чувам, во собота не може да се помина туку списанија од весници, немавме каде да се стават. Васка, кој би рекол дека вака немирно дете, вака многу немирно, фина господја, значи кој би рекол дека може такво немирно дете да стави? Тони весници носев и јас само гледав и сонував еден ден тоа да бидам. Меѓутоа, кога почнав да работам, па напротив беше спротивното. Самата работа некако тоа го наметнам. Меѓутоа, дете сонував така да се наметнав со модата, да бидам своја. Никош не следев некого, него ниту пак имав некој идол. Ама гледав, читав и тоа некако ми беше пред себе. Принцези или тие работи никош. Или од некој лик од дечи, не. Данела, принцеза или кралица? Не едното, не другото. Јас од основно почнав со програмирање, курсеви, и некако природно потоа ми дојде средното училиште Никола Карев, во Карпош живеев и од таму
на училиште, затоа што тогаш беше природна математичка гимназија, не беше општа гимназија како што е сега. Еве која сакал математика? Пошто следот беше природно или да се продолжи на електрофакултетот или на правен, тоа беа двете опции кои што јас лично ги сакав, меѓутоа сепак отидов меѓу правниците. Така? И заврши правен факултет, да. Добро, значи ни кралица, ни принцеза, правник. Така, добро. Океј, Зуица? Нисто, ни едно ни друго. Од секогаш помалку машкоданка. Така ли? И Значи ти крал да бидеш. дете, на вистина немирно. Секогаш со петки, секогаш со успеси, ама памтам дека секогаш татко ми го вика за немирност. Па ја, добро, убаво сум ве проценила, силни жени, значи уште од средно сте почнале да со тешка рука. Да. И се Да се знае. да се знае Нема од сам старт. Добро, океј. Да те прашам? Па, потајно може би ги посакував двете, до ден денес ни едното ни другото не ми е остварено. Има време, чекај принцот да дојде или тотално кралот. во друга насока заминав, али окей. Потајно мислам дека се тука. И кралицата и принцезата. Се борат. Се борат и двете, а? Добро. Да, сметам дека иако и спортот и се што имам направено во текот на спортот е сосема спротивно и од принцеза и од кралица, али тука ми се негде. Може би ете така како желба која што стоела во едно мало девојче. Добро. Има време, реков, има време да се оствара. Сега да прашувам колку ви е силен ручекот по дома или да преминам на друга тема? Силен ручек правите? Сега, кога сум мајка, морам. Добро. Инаку кој било за себе, тоа не сум ни помислувала по пат што ќе биде, меѓутоа кога имате дете мало, Мора здрав оброк, да е готвено, да е приготвено, меѓутоа не го правам со нека огромна желба и љубов. Не така. Добро, кој готви со љубов? Фулексенија не? Малку. Зуица? Не. Кај нас секогаш има јак обрук. Јако, а? Ама имаме и јака позадина. Мама Анастасија е дома, ако Зуица не стигне или наум нема желба да готви, што тоа по желба оди само таму, а ние само по потреба. Чекај, наум ако нема желба. Ако нема желба, наум не готви. Добро, само по Ако желба. сака, тогаш е најубаво, не е овото јадење. А вие ако имате желба, а он? А ние, ако имаме желба, он да ни направи. Да. Не, извини. Добро. Данела, како е кај вас? Со ручекот? Со ручекот сега се помалку време има. За жал, затоа што не постигнуваме да се вратиме дома за време на ручекот до врските, меѓутоа си готвиме. Добро, во недела, во така кога има слободно Да, или и кога тогаш... има, и кога има можност, и кога има Или време. тогаш машката И страна. секогаш. А, секогаш. Добро. Не прашувам за чините. Сега викаат дека постои едно правило да го провера. Јака жена без проблем знае да паркира паралелно. Без сензори. Може? Може. Да. По Лексенија викаш да. 100%. Добро. Да. Се Да. потврдува? Да, без сензори, без ништо. Потврдено. Баш Секоја жена што Излегов од сака, овој паркингот на Лимак у Риквец назад, пошто го утна влезот да видите како се вози. И само да сте ми кажале дека жена лошо вози. А чекај, вака се вртиш или не? Или нагледаш на камерата? Не гледам, на ретровизори го ја Со ретровизори. Добро. И сите со ретровизори или со камера? Но јас знам да утнам и правци. 15 километри да возам у спротивен правец на автопат. Признај си. Кога се освестим, сретен колегата вика, Васка, кај возиш? Вика, враќај се назад. А викам, зашто се поставени погрешно? Викам, знаците, викам, наопачки. Вика, дали си свесна? Тоа, викам, живи се излековме. Кој си признава, половина му ше простува. Така да имам неколку такви гафови и повеќе, ама... Добро е. Битно е добро. Данела, возиш или? Оставаш, да. Сега се помалку, меѓутоа да. Возам и мислам дека сум и добар шофер. Меѓутоа генерално мислам дека тоа се не е поврзано со дали жената силна или не е, туку колку сака да се посвети на возењето и секако колку има афинитети за истото. Секој кој што сака нешто да постигне, веројатно може.
А сопругот приговара кога го возиш или повеќе ти му приговараш кога он вози? Не приговараме и едниот ни другиот. Мислам дека 25 години добра подлога имаме да веќе знаеме и си веруваме, барем нели и за возењето и за се останато. А кој повеќе замерува кога вака ќе се изгуби некој во правец? Ти си крив што не гледаш или нема врска Па тоа? не се случило до сега, ама да, не сме мрчатори што се однесува до возењето. Добро. Кај вас како е? Кој вози кога сте на пат, да речеме на турнеја некаде да идете заедно? Кој вози? Ај, погоди од 3 пати. Зујци. Зујци. Прв пат, втор пат. Ај, втор пат. Наум Не, вози? најчесто вози Наум, Аха. бидејќи таа неговата кола е поголема и одиме со неа, па знае да ни каже моја е колата и така. Така? Добро, а он? И он да не вози. Наум е безпрекорен шофер и сега морам да си признам дека јас имам и помалку искуство од него. Сега, кога ќе си признаеш, Па јасно, Не, јасно. кола ти се простува. Така што посигурно е. Да, сама се уште возиш, немаш кој да те вози или на кого да му мрчиш. Така? Добро. Ама ќе дозволиш твојата кола, например, да ја вози дечкото? Да. Да, без проблем. Ако нема своја, немам избор. Како така? Треба неговата, добро. Добро, не се будам окей. Сега има некои кои што нели во светот важат за успешни жени, па јас сега ќе ве замолам да вие ми кажете што би земале од секоја од овие жени или нешто може би се допаѓа, може би не ви се допаѓа. Јас ќе ви ги прочитам и ве кажете ми што би земале. Например, што би земале од кралицата Елизабета, од Дженифер Лопес, од Ангела Меркел, од Северина, од Клеопатра и од македонска жена домаќинка. Размислете малце. Јас одма ќе кажам кралицата. Не, значи, што би земале од секоја од нив по нешто? Например, од кралицата Елизабета одбирам да го земам кралството. Ставот. Не, мене ми се допаѓа изузетно низиниот став. Како го држеше семејството. Добро, ставот од кралицата Елизабета. Значи, од Дженифер Лопес што земаме? Баш не ми е нешто симпатично последно време, меѓутоа Па нешто да иземем. што е упорноста во истрајноста во работата. Добро, И упорност, покрај окей. годините, да. Од Ангела Меркел? Цврстината како жена. Добро. Покрај извоила многу работи. Од Северина што земаме? Од Северина како се избори да стане мајка. Одлично. Да го детето да си го поврати. Браво. Од Клеопатра? Од Клеопатра е убавината. И од македонска жена домаќинка што земаме, затоа што и тие се силни жени? Трпението и мудрост. Добро, одлично кажано. Немој да препишувате. Сега како се, шо после Нема нешто врска, се? вие секој за вас. Како да не сте ја слушале? Да. Ајде, Данела, значи од кралицата Елизабета што би земала? Не знам, јас имаше прекрасни одговори, како рече, Не може. да не препишуваме, меѓутоа јас од сите би земала се што е паметно. Се што е паметно. Е, така. Видиш добро, се што е паметно. Што е паметно, на пример, кај од Клеопатра? Па се што е паметно, секоја од овие жени била доволно паметна, доволно мудра да се избори во машкиот, доминантно машкиот свет, особено да кажеме во тоа време, Да. во кое живеела таа жена и секој од нив веројатно за да може да опстои толку време колку што обстоела, а голем дел од овие жени што ги прочитавте, Колку војни се направила за нејзе. има долги кариери позади себе. Да, кралицата и верувам Елизабета дека живееше. Она може уште живее. Нема гледа Со тоа како што толку време биле успешни и верувам дека секој од нив има некоја мудрост која што ја носи во себе. Добро, одлично. Зуица, не препишуваме, рековме. Значи, Што од сега? кралицата Елизабета ти земаш што? Кралството ќе. Кралството, добро. Океј. Уште таму не сум била, сакам да отидам да видам. Така, ако од Дженифер Лопес? Само немој... Да, обликот. 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 Добро. На 50 и кусур години така да изгледа. Тако. Ти го давам. Може? Од Ангела Супер, фала Меркел. многу. Од Ангела Па Меркел. не сакам Аргина. Ништо. Ништо од мене. Фала многу. Нека здрава и жива. Да, е здрава и жива. Од Северина. Успешноста да се избори покрај толку скандали и да стои цврсто на земја. Од Клеопатра. Од Клеопатра исто тоа. Да Бајња. да те после толку години, после толку да те памтат, да те паметат.
Ете, тоа би сакала да, Така, да се случи. да останеш ме паметат запаметена. после... Е. Ихи. Да. Добро. И од македонска жена домаќинка? Добро вечер. Добро вечер. Така. Таа сум. Добро, одлично Па кажано. што сега, така е. Па тоа си е. Ајде. Нема да се срамиме од тоа. Просто да го кажам. Кралството ќе си земеш од кралицата Елизабета. Од Дженифер Лопес? Мажот. Супер. Чувај се, Дженифер, добро. Бен, окей. Ајде. Од Слушам. Ангела Меркел? Дженифер може кариерата, а Меркел мислам дека строгоста. Тоа што така знае да биде и строга и Така, за сосече бре во корени со поглед, ништо да не каже? Ето. Апсолутно. Добро, окей. Шахмат. Од Северина? Смелост. Ете, покажа дека може кога се сака да успее смелоста. Добро. Од Клеопатра? Начинот на кој што пренесе, Оти никој како не се рече негува. златото да ја го земам на Клеопатра, нешто на китена. Не може и кралство и злато и за се. незе. Некој Гори битки се извоени, изгубени поради неа. Нешто такво, да. Ајде ти од Клеопатра што ќе земеш? Ете тоа, начинот на кој што пренесе, ете, сега е познат од сите незини за нега што ги пренесува. Така. Кадата со се млекцето ќе си ја Ете, земеш. апсолутно би ја зела бањата. Така да нешто. Тоа е добра работа. Да. Окей, и од македонската жена домаќинка? Трпението, многу убаво го кажа. Трпението, тоа што мислам дека во македонската жена има се од ова што го наброевме претходно. Имаме прекрасни музичарки, политичарки, имаме прекрасни уметници, спортистки, и да вистина македонската жена ги поседува сите овие работи плюс е храбра доволно да биде добра мајка и сопруга. Одлично. Значи ова све и Елизабета и Дженифер Лопес све опичано во македонска жена. Па да, да се слагам. Дженифер Лопес не би ја ставила апсолутно. Би ја издвоила. Викаа дека нели јаката жена е јака затоа што веројатно прво си тргнува од себе. Односно, прво за себе мисли или е јака заради тоа што прво мисли за сите останати. Како е, Данела, твојата дефиниција? Добре, најверојатно треба да е некоја добра комбинација од двете, затоа што секогаш добар човек е оној кој што се сака и себе си, има емпатија и за другите, ги сака луѓето околу себе, пријателите, семејството и мислам дека баш треба да е некој добар микс од двете. Во ниту еден случај не треба да биде егоцентрична, во ниту еден случај можеби не треба да биде посветена само на околината и на она кое што се случува и кое што се зборува, туку едноставно да биде некоја добра спојка од овие две работи. Добро. Зуица, од сама прво тргнуваш ти да се чувствуваш добро или да им биде добро на другите? Многу убаво кажа, мора да постои баланс помеѓу тие две работи. Значи, да, јас сум тип кој што сака да им е на мојата прво блиска околина да им е добро, човек кој што сака да помага, кој што сака да на сите да им намести да им е добро, меѓутоа што ако и јас не се чувствувам со сето тоа, нели, комотно, треба да ми е комотно сето тоа да го направам за да биде сето тоа како што треба. Инаку ако се посветиш само на некој друг, зошто? И ако се посветиш само на себе, само и јас, егото, и тоа не е добро, така што потполно се сложувам. Добро, имаме друг одговор или се согласуваме со миксот? Балансот е најважен. Балансот е нека биде најважен. така. Сега добро се случува да и ние жените без разлика колку тоа нели се трудиме се да биде како што треба, понекогаш да се чувствуваме така малку посмотани. Мислам тоа е најсоодветен збор. Имате ли вие никогаш сте се почувствувале ли така да се рече како можев да бидам смотана во оваа ситуација? Пак ќе го кажам, во одреден период кога во младоста ми се случува затоа што сум била брзо плита, Да. за да кој тоа што го кажав во карактерот да бидеш секојаш прва, па сум се зезнувала, ама мудрите жени, паметните жени кои веќе с искуството поминале, знаат дека трпењето и чекањето е најдоброто оружје. Така да пак ќе кажам, поврзано е со искуството, со времето и периодот кога ќе се избрзате што да направите. Добро. Имаш ти период кога се викаш како можам да сум смотана?
Не, јас најдобро учам од грешки. Ако не ја пробам и ја не ја сгрешам работата, сигурно ќе ја повторувам многу пати, така да може би сум си кажала ни ситуација за да извадам подобра верзија од себе и најчесто се случува да учам од лични грешки. И од грешки од други, али од своите Исто така. Ке паднеш, ке направиш, ке се истресеш и Ке си ја поднаместиш круната? Можам понатаму, ја научив лекцијата и одиме понатаму. Добро. А кој е до вас секогаш тука кога треба да ве стисне цврсто за рака или да знаете дека ете некој има до вас? Кој е оној во кој што најмногу верувате? Мене столбот ми се родителите. Родителите? Да. И за поддршка, и за охрабрување. Столб. Така. Се што имам. Данела, кој е тука да ти даде онака цврсто да ти ја стегне раката и да каже секе би Сите оние кои ме сакаат и кои ги сакам. Пред се синот, сопругот, семејството, нели, нормално, пријателите и буквално, нели, оние кои што знаат дека во секое време имаат поддршка во мене и од кои што ја очекувам секогаш поддршката и ја добивам. Така. Дека беше жив татко ми до пред скоро 5 години, најголем стоп ми беше тој. Не за да бидејќи родител, меѓутоа бевме многу слични, карактерно многу исти. Од кога почина, веќе мајка ми е возрастна, нормално не може да се грижи сама за себе, не мене да ми помогне. Навикнав долг период сама да се носам со себе. Почнав од 30 години да живеам сама и некако немав очекување некој да ми помогне или да ми биде потпора. И кога сум барала помош, да речеме сега сестри ми многу ми помага околу сестри ми, меѓутоа сме карактерно многу различни. Таа е доктор на науки, професор, има некој сталожен живот, а јас сум пута 10 од незе. Се што не постои, јас сакам да го направам да постои. Се што го нема, јас сакам да го превртам да биде. И детето дури кога го направив, така да не можам, таа ми е потпора за чување на детето, за себе. Меѓутоа, во однос на моите животни избори, не сум имала поддршка. Од никого не сум имала поддршка, дури кога ќе го направам тоа, кога ќе успе, ќе па знаевме. Ти што немаш, не може да направиш. Така. Но секогаш само сум го изборувала патот и сама сум одела по патот. Се не можам да речем дека поддршка ми се клиентите или пријателите, затоа што Тие се можеби потврда, нели? Потврда на тоа што сум го замислила да го направам и да бидат дел од таа приказна. Меѓутоа кога ќе наумав нешто да направиме во школото кога отворев, мене сите ми се смеа. Кој е оваа факултет, нема направено академија ли ќе прави? Слушам професора, ама не знае дека сум ја седам во просторијата. Вика таа не замисла се, не знае од кај потекнал изборот академија, не значи дека академија секогаш е високо образование, него тоа изучување на вештини. Сигурно не би стајала ја име академија ако не би знаела значењето што значи. Меѓутоа тоа е уште еден доказ колку сме ние површни кај нас. Меѓутоа ни тоа не ме обесхрабрило, така да не сум имала јас некоја поддршка да речам браво Васка, прави го тоа. Јас кој ќе му кажав на татко ми, Васка, 1.000.000 евра зема кредит, дали си ти нормална? На директорката од Стопанска банка вика, немато на вошка у глава, нема како ќе дајте толкав кредит. Како ќе може да ги враќа тие пари? Ама буквално беа тие зборови, седиме во ходник, а Милица вели, господине, вие не ја знаете вашата керка, па не е прв кредит. Сите компјутери први во Македонија што не беа изумона и го дадовме кредитот и има она добра идеја. Мојот татко не веруваше во сето тоа. Добро. Тој знаеше дека ќе успеам, меѓутоа не сум имала поддршка. Зуица, како е кај тебе? Кој е тука да ти даде поддршка? Мајка ми ја изгубив многу млада беше кога замина од овој свет, меѓутоа татко ми ги превзема и двете. Беше многу јак и ми беше многу голема потпора додека не застанав сама на своји нозе. А понатаму низ животот фамилијата и Наоми е голема поддршка. Морам да кажам дека голема поддршка во животот ми е и неговата мајка која што живее со нас. Иако многумина се кудат на своите свекрви, јас својото ќе си ја фалам каде стигнам. Бидејќи живееме заедно и ми е навистина не само поддршка во тоа што го гледала малиот додека сум настапувала или било како било, туку и како морална поддршка која што ми недостигаше од кога замина и татко ми. Секако Науме тука позади, нели? Со него се надополнуваме. А сега веќе имам поддршка и во
синот и керката. Тоа е одлично. И тоа ми е многу драго. Сега кога зборуваме за поддршка, обично викаат нели позади секоја жена свој, не знам, успешен маж и така натаму. Ајде ние да си дадеме една дефиниција секоја од вас, дали позади силна жена стои успешен маж, нема маж или стои несреќен маж? Јас би рекла ниту едно од тие. Ниту едно, а? Ниту едно, апсолутно. Што ќе каже Стои. сопругот да нема? Кога ќе се јави сега ќе рече како не стои? Така фино, затоа што секогаш покрај жената стои човек кој што Покрај, не позади, ми се покрај допаѓа. жената стои човек кој што ја разбира, ја поддржува и ја поддршка во се што прави. И сопругот нема се јави сигурно, затоа што 25 години верувам дека добро имал шанси да ме Никогаш- запознае. никогаш и да не се знае. Да, и да знае, меѓутоа, да, во покрај секоја силна жена стои силен маж кој што ја навистина добра поддршка и знае дека и таа исто така го поддржува некој. Добро, покрај ми се допаѓа. Таму како е ситуацијата кај помладата возраст? Сега за сега стојам цврсто. Стоиш сама. цврсто? Нема маж тука позади жена. Да, татко ми покажал низ животот дека мажот е една битна алка во создавање на едно цело, меѓутоа сега за сега јас стојам како пример дека жената може сама се. Имаме примери Со појасот, стојам цврсто и не мрдам. Да. Мислам, жената докажала низ многу примери дека може сама, али ајде да не го нагласуваме многу. Добро, Зуица? Ова навистина Покрај. многу ми се бенди са покрај. До. Значи заедно треба да се компактни, ако се веќе пар. И ако треба да се разбираат едноставно, а јас не можам што да кажам. Науме сам за себе приказна, јак сам за себе, јас сум си своја приказна, сама за себе, ама функционираме заедно. Ето, тоа е Одлично тоа. кажано. Васка, ти имаше случај кога имаше нели партнер до себе, сега Не, никош не сум имала. Не си имала? Никогаш. Јас многу сакам да љубам и сум сакала во љубовта, сум имала партнери, врски, квалитетни. Меѓутоа во оној момент кога треба нешто да стане сериозно, јас сум се повлекувала. Од икс причини нешто ќе најдам за да таа врска прекине, а ден денеска со сите нив многу добро комуницирам. Имам добар однос, меѓутоа сум сватила се на овие 53 години, бидејќи премногу сум си ја сакала слободата. Сум била доволно способна, самостална, многу работи да ги направам и во ниеден партнер не сум го гледала никако готвач, никако да ми носи куфер или да е возач, него сум го гледала како партнер кој го љубам и како што сакам да биде со мене. Но од друга пак страна, ние сме израснати, татко ми работел во Германија, 3 жени сами, сме се бореле и сме биле мајка ми ја дала слободата сами да одлучуваме, сами да расудуваме и сами да работиме. Сме биле многу самостални од деца. Така Криво да ти е не сме имале понекогаш? машки модел во Криво ти е семејството. понекогаш што немаш машка фигура до себе? И така да мене никош не ми ни фалело, нит пак ми сметало, нит пак нешто сум посакувала такво нешто. Добро, драго ми е. Ќе одиме малку на реклами, а после тоа имам изненадување за вас. Само нека прозвучи нешто конкретно. Само нека прозвучи нешто конкретно. И еве се вративме. Значи, добив замерка дека сум била пофина со мажите отколку со жените. Значи, све си кажувам јас во емисија. Па сега еве пак ќе бидам фина со вас и еве на брзи прашања, кратко и јасно ќе ми одговорите, па после тоа ќе идеме пак на посериозно. Може ли да видам кој од вас знае да смени гума? Јас не. Кој? Вие двете знаете? Добро. Да, вие две не знаете. Добро, окей. Која од вас сама надополнува течност за прозори во колата? Јас. Исто? Добро, кренете раце. Значи, добро, окей. Која од вас сама менува сијалица по дома? Сите? Бре! Која од вас знае сама да си залепи вештачки трепки? Тоа не сум Зуица. воопшто. Не прам никош. Зуица, добра си. Сега, има еден момент кој што вика кој од вас знае да стави римел без при тоа да прави гримаси со устата. А никош не сум се ни поглинала да видам Јас очи. мислам дека правам гримаси, Вика, затоа ќе си... Како?
Мислам дека правам гримаса. Па сите Не правиме. знам, никош не сум го приметила тоа. Сакате да пробаме или да не пробуваме? Еве, јас си пробам. Еве, пробува, значи правиш гримаса да видам. Не пробам. Добро. Данела, како е кај тебе? Па мислам дека не. Не правиш гримаси? Не. Сакаш да пробаме? Па имам сега ремел така. Да не ставам. Добро. Добро. Веќе сме при крај, значи проследното прашање ќе биде дали силната жена повеќе предизвикува фрустрација, односно повеќе инспирација, меѓутоа сакам да ви поставам и некои лични прашања кои што ги имам во самиот вовет. Значи, Зоица, како професорка по хармоника, колку често тебе ти се случуваше да ти кажат, нели, хармониката не е за жена, па земи некој друг инструмент и како Секогаш, реагираше тогаш? Тоа најмногу кога бев малечка. Се обидуваа да ме, нели, предомислат. Така, Меѓутоа, јас не знам што упорност беше тоа. така. Ама знаат да кажат, нели? Хармониката и до ден денеска остана. Така. Знаат да кажат дека не е женски инструмент од типот, Секако, например, секако, виолината е па секси, па Да, па. виолончело да не кажам. Нели? Види вака сега кога ќе подкренеш флейтата, А така? која што е воцкава вака, и кога го кренеш куферот од хармониката, Тогаш се гледа кај е нели? бицепсот. Меѓутоа, се може ако се сака. Тоа е мојата девиза. Така, добро. Данела, како ја сваќаш ти собствената функција? Дали е тоа некоја привилегија или, например, должност која што ти треба да ја исполниш за да го трасираш патот на оние идни девојки и жени кои што би посакале некоја таква функција? Апсолутно привилегија не е никаква, туку едноставно е доказ дека кога нешто се сака и доколку се трудите и се обидувате да го постигнете, дека можете. Голема одговорност прва пред се да се биде првата избрана жена градоначалник на градот Скопје. И сметам дека тоа е еден голем успех да очекуваме и во идните генерации да видиме жена градоначалник, да видиме жена премиер, да видиме жена можеби председател на државата. И сум била претходно председател на Сојузот на стопански комори на Македонија, што во тоа време исто така беше за прв пат да биде жена носител на една таква позиција и секогаш е тешко пак во тој доминантно машки свет, меѓутоа оно што е добро што имаме можност да ги научиме младите генерации дека кога нешто се сака, дека кога нешто ќе се трудите, можете, меѓутоа исто така и низ работата треба да покажеме дека го работиме тоа за нив. Се трасира патот со штикли или се трасира патот со, не знам, некакви војнички Зависи од чизми? теренот. Од теренот. Добро, тоа е битен одговор. Одлично. Ти трасирај ни го, па ние по тебе. Нема никаков проблем. Јас ќе се обидам најдобро што можам. Добро. Тие што се со штиклите оставаат дупчиња, па по дупчињата ќе Само газат. морам да кажам, мислам дека и Аларова беше градоначалник или не? Не, на Скопје, на, градот на Скопје, општината, да, дека не, знам дека не беше многу тешко како жена. На секоја жена Да. која што се наоѓа во таква доминантна машка позиција, меѓутоа и кога се наоѓа во таков свет каде што треба да се изборите со прво со околината, второ со политиката. Да. И верувам дека никогаш не ту било полесно. Ама е добро, затоа што еве денеска баш имавме еден прекрасен ден, имавме посета на дечиња кои што беа третооделенци од едно основно училиште во Карпаш, кои што толку многу убави работи имаат да кажат и голем дел од нив посакаа во како идната своја професија, особено девојчињата, нели немаше веќе кралици и принцеси, туку имаше сакам да бидам градоначалник. Што е една посебна така, можам да кажам, признание дека и младите гледаат, учат, знаат дека може и верувам дека тоа ќе биде една добра мотивација за нив понатаму во животот. Сега кажавме градоначалник. Вие сте поборник на она во род да се кажуваат професиите или нема врска, затоа што нели обично се иде градоначалник, градоначалничка? Или тоа нема врска никако? А треба да сте човек пред се и некој кој што прави добро, се обидува да помогне, а тоа друго останатото се е само финеси. Така. Ја па мене ми е драго кога ќе речат, например, жена председател, емси машко, емси председател, емси, како да кажам, жена председател, тоа значи дека председател си машко, значи имаш машка енергија, а си жена од друга страна, така да. Ми се допаѓа мене тоа многу повеќе отколку градоначалничка или председател. Добро, Васка, ти си првата жена која што јавно објави дека доби дете од донор. Така, како беше твојот пат, односно најде повеќе на осуда, најде на какви коментари? Се морам да кажам дека само имав од две личности која кажав дека ќе
ќе оправам тоа, ми рекоа дека подобро да сум била менаџерка, дека сум била многу добра во тоа, што ќе ми требало на 49 години да бидам мајка. Едната од таа личности е и баба, има и внуци и деца, а другата личност беше мојата сестра, која повеќе беше исплашена, очигледно, кога ги читаше сите тие хормонски терапии кои ги примам, бидејќи таа одеше да ми ги купи, кога лежев дома. И некако не се согласуваше со целата таа идеја. Меѓутоа, како што кажав, ние имаме секојаш противставни ставни, за една чаша не се согласуваме, така да знаеме во рок од 5 минути милион експлозии да се случат. Но јас кога го објавив и кога почнав се и таа ден денеска не се согласував дека тоа го зборувам јавно, дека толку говорам за Ана, дека говорам за целата таа состојба, меѓутоа зашто зборувам. Сметам дека кога дојка порасне Ана, јас веќе од сето тоа што го говорам нема ништо да биде табу тема. Сметам дека веќе и Министерката за труд и социјала веќе направија да има кластери, да се препознаваме колку сме ние во Македонија, такви мајки кои сме родиле. Ниту пак сум го почнала јас, значи пред мене имале многу мајки, мито нормално од икс причини секој сака тоа да биде приватно и во тајност, но јас како јавна личност не можам ништо да се укријам, затоа што прво толку болници отидов, толку инвитро направив, толку амбуланти, толку институции посетив, прво се чудеа демека сакува да се протне без пари да се лечи, па покажува дека е трудна. Ја морав да го покажам стомакот дека не може да поверуваат дека одев претежно во клиника. До тој степен имав ситуации да таа од шалтер ми вика бе што изводиш, вика ти 49 години, маш ти ли си трудна? Ја вака викам, немам намера да се зезам, ако треба 200-300 динари колку е партиципација ќе платам, не јута дај да си ја завршам работата и да си одам. Сакам да сватат во нашето општество да ги препознават различностите. Тоа ја уча мојата ќерка, дека таа вика јас сум бела, другите се темни, не знам ова, ја ја учам да сите ги прифати без разлика на што и да е и да се гордее со себе, бидејќи мајката тоа го направила, бидејќи многу ја сакала да има дете и да ја донесе на свет и дека таа е направена со љубов. Така да Многу убаво кажано, фантастично кажано, да. Знае дека знае на кој начин дека некои деца штркот ги носи, дека таа е направена во лабораторија, на кој начин како сум ја носела, од каде излезена, дека таа гледала на нешто, викам мамо од тука, не викам од стомачето, викам. Некој викам на друго место, ми викам мама, викам по царски ред со стомачето. И терминологијата не ја менувам за да знае како расте, на тој начин истото го раскажувам. Не сакам да ја преправам слика во говорот, сметам дека треба да знаеш што е помалечка вистината, како што ќе расте, тоа многу нормално ќе ја прифаќа, но како што се движиме, ја учам дека сме сите различни, дека ќе мама зашто е детето во количка, мама одна рака нема. Викам сите се раѓаме на различен начин, ама ти имат големо срце и добро срце, треба да ги сакаш, треба да им дадеш шанса. Така да на тој начин сметам дека на сето ова што го правам, од малечка веќе ги препознав различностите или спомнала учителката дека во Африка немаат вода, века мама да им однесеме вода. Значи веќе знае таа емпатија, веќе се развива од малечка. По Лексенија, сакаш ли да зборуваш за витилигото, кое што јавно не го криеш, значи го спомна? Да, никогаш не го криев. Состојба која што се појави во текот на животот, се носам со неа. Многу често имам зборувано, не е табу, витилигото веќе е позната за сите. И мојата омилена израка е, ако е тоа најлошото нешто што можам да го имам, фалам на Бога. Одлично кажано, да, супер. Супер, да. Тотално не ми смета. Не се покриваш, не го сокриваш, што е најважното нешто. Апсолутно. Одлично кажано, драги дами, и мислам дека имавме фантастичен муабет. Мене многу ми се допадна. Тоа со римелот што не го пробавме, ќе го пробаме. Ама сега имам еден момент, пошто нели е пролет. И обично се случува да ние пролетно си чистиме по дома. Добро? Така ли? Тоа пролетното генералното чистење. Јас ќе ви дадам, не ви давам да чистите, имам еден пример, ама сакам да ве прашам вие што ќе изчистите по дома, еве, од нашите драги пријатели Ананас, дај вам у кофата, не ви давам, не се секирајте. Само као пример, ја вака да стои. Значи, еве вака, еве кофата, значи од Ананас МК, може да си нарачате, да ви стигне веднаш, има таму по брза пошта, за сопругот, ако сакате.
Да, може и тоа. Сега. Обично кога е пролет, сите сакаме пролетно да исчистиме. Кого или што вие сакате да го исчистите од животот? Ајде. Не знам, може би и некоја своја особина да исчистиш оваа пролет. Па, јас попрво некоја своја особина би исчистила. Што би било тоа? Ај сега. Не сега. Не сега. У мај да ти ја дадам кофичка. Да, у мај дај ми ја У мај кофичката, дај не ми ја. сега. Добро. Не сега, ама има нешто што би сакала да Така, исчистам. добро. Битно е дека има. Ксенија, што ќе исчистиш ти? Да ти дадам за усалава да зачистиш. Може би ете перфекционизмот и луѓето кои што не се чувствуваат комфортно во моје друштво. Одлично, добро е. Васка, кого ќе исчистиш? Па гледате, никош не сум размислила затоа што имам 53 години и доволна чистка направи во мојот живот. Така ли? Нема, добро. Многу голема У чистка. музеј да го ставиме ова за кај тебе. Да. Сега само правам чистка од обликата на Ана што донирам на други. Инаку, толкава чистка направив да веќе сметам со неколку мина веќе можам да се ослонам, а се другото попатно, тоа што го кажав, веќе со тек на годините, веќе знаете да процените, да изберете и веќе сега кога има мана, ми е еден двигател, каде што е еден најголем пријател, сите други што не поддржа, меѓутоа веќе едно нов начин за живот. Така, Данила, кого ќе исчистиме летово? Јас искрено ништо не би менувала. Ништо не би менувала. Сами да се исчистат. Апсолутно ништо не би менувала. Сакам да ти се заблагодарам што ја имавме можноста да бидеме вечерва тука и ми се допадна што има вака навистина една убава група на жени кои што рушат стереотипи. Ете, И така, беше навистина пријатно и друштвото и многу убаво беше да се слушне што секој од нив има да каже. Одлично кажано, добро, ова ја ќе си го земам да си зачистам по дома, што да ви кажам, ви го понудив, неќете. Тоа Ќе си порачаме. Не ми остана. Од нас да си порачате, ништо. Ја мислев ќе ме спасите, бре, да го земе некоја, да не ме тераат мене да чистам, ништо. Добро. Ви давам подароци од нашите драги пријатели, секој од вас значи има, повелете, овде има нешто да се пивне, нешто да се късне. Значи ова смее да се земе, не е подмитување, нели? Не е во плик, добро. Кај да знам, морам да прашам, што знам. Да. Ево овдека нешто да си се късне. Имаме витамини, минерали, секогаш се добре дојдени, нели? За грлото. Зуица имаш за грлото и многу битно од нашите драги пријатели Варнер, едни научари, за да гледате поубаво кон светот, исто имате и за заштита од екранското светло. Ќе бидат овие добри, нели? Ќе стојат овели. Ова за тебе. Имам уште, чекај, имам уште вакви. Реков, не ви ја дадов оваа, ама ќе си нарачате вие сами од Ана на СМК. Значи имате овде купон и осигурување на силна жена и треба осигурување на секој човек му треба, така да овде имате ваучер за осигурување. Овде ќе го оставам, сите вие ќе добиете. На крајот заклучуваме, значи силната жена е фрустрација или инспирација? Кратко и јасно и затвараме. Инспирација. Значи ќе заклучам дека денеска ние сите вие бевте инспирација за сите оние кои што не гледаат. Тоа се надевам. И на крајот да им се заблагодарам на сите оние кои што не поддржуваат, значи доколку сакате да студирате на постдипломски или додипломски студии, тука ви се Универзитетот Скопје. Не заборавајте да кликнете на Земи пари МК, да ги проверите Минтинс, тука ви се и Халк банка, а доколку имате проблем со плодноста, во тој случај обратете им се на Newborn Clinic. И секако ако ви треба нешто ново да се купите, тука ви се Ананас МК. Се гледаме следната недела, не заборавајте да не следите на YouTube, на Facebook, на Instagram, на TikTok, секаде не има. Ви благодарам многу. И пак да ми Благодариме и тебе. Благодариме и тебе. Пак да ми дојдете да зачистиме. Пуштам се, Ана. Готово. Ве поздравувам и вас се гледаме веќе следната недела. Поздрав.